по тема на денот, како што најавив, премиерот и председател на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски. Добро вечер и добро дојдовте во Дневникот. Добро вечер и благодарам на поканата. Се вративте од Белгија, рековте не бил класичен одмор, туку еден вид научна екскурзија заедно со вашето семејство. Кажавте доста детали околу тоа што сте посетили. Интересно беше човек да слушне за некои знаменитости, но остана да леди прашањето за изборот на место во момент кога Македонија или граѓаните очекуваат дали е можно да се направи некакво придвижување на евроинтегративниот пат. Немавте никакви средби со европски представници? Немав средби, како што кажав, бев со моите синови, со моето семејство, бевме на, би рекол, наставно-образовна екскурзија. И доволно зборував, мислам, на таа тема. Опозицијата ја претвори во естрада, ги претвори во естрада тие 7 дена. Ние ниту еднашка не прашавме дали јахтата на Халкидики е се уште полна со гости и дали лидерот на опозицијата се наоѓа таму или во Скопје. Негова работа на крајот од денот каде и што е. Но доволно зборував за тоа и мислам дека тие 7 дена, ако ништо друго, барем им беа поразлични оваа година на моето семејство тоа што беше во минатото. Сепак дел од агендата сте поминале работно, рековте сте имале средби со странски инвеститори. За кои компании се работи? Мораше ли за време на тој краток одмор да се случуваат тие средби и во кое својство? Како приватен граѓанин, како посетител на Белгија или како премиер? Затоа што немавте делегација. Па во тоа време, јас кога сум било каде, додека сум председател на владата, јас сум официјално лице сега. Дали во тој период користам годишен одмор или не користам, или владата користи годишен одмор, тоа е друга тема. Но конкретно 365 дена или зависност од годината некојаш и 366 дена, јас сум јавна личност, председател на владата и логично е кога можам да ги искористам моментите и да поработам и се трудам тоа да го правам. Не е ова пиар, слушам разноразни аналитичари тоа го коментираат како пиар. Логично е да сработите нешто што можете да сработите во интерес на граѓаните, во интерес на државата. Во суштина сум пргав кога станува збор за работата и сакам да сработам. Имаше таква можност. Тие луѓе да се наоѓаат во тој предел на Европа, бараа состанок со мене, јас ги навигирав таму, се сретнавме, во 2 дена ги имав тие 3 состанока. Многу скоро денеска на есен ќе ги објавиме, станува збор за една компанија која што доаѓа од Европската унија, една компанија од Соединетите американски држави и една компанија која што веќе има постоечка инвестиција, ќе прави проширување на истата. Така што мислам дека е веќе известна работата и логично е да јас како председател на владата го фасилитирам тој процес и привлекувам што е можно повеќе инвеститори да дојдат кај нас и да инвестираат. Не гледам тука нешто што не е логично. Немало средби за време на овие денови во Белгија, но се водат ли некакви разговори во моментов? Слушнавме различни толкувања, извлечени наслови од можеби нешто што не било во целост така кажано, но ќе ве прашам онака како што се зборува во изминатиот месец во јавноста. Се водат ли разговори под радарот од кој може да произлезе решение за деблокада на евроинтеграцијата? Под, над или на радарот, како сакате да го земете, се разбира дека ние ќе разговараме и сме разговарали. Тука нема никаква дилема. Едно е прашањето дали разговарате, нормално е дека разговараме и нормално е дека ќе се трудиме да бараме решение. Никој тоа не го спори, ниту па некогаш до сега некој тоа го спорил. Јас кога бев во Тиват, темите кои што јас ги разговарав со францускиот председател Макрон и канцеларот на Германија Мерц, токму беше едно темите, можеби главна беше придвижувањето на овој процес и од блокирањето на кочницата која што имаме пред нас. Така што не е нешто нелогично владата да разговара. Прашањето е што разговарате и која е вашата црвена линија до која што вие одите во тие разговори. Тоа е нашата задача и пред граѓаните кои што ни ја дале довербата, но и како влада да разговараме и тука нема никаква тајна и ќе продолжиме да разговараме. Ако некој тие разговори ги смета дека еве сега ние треба да седнеме на маса, па тука официјално да почнеме преговори или разговори, тоа така не функционира, иако и ние би сакали такви разговори да имаме, доколку се создаде можност. Така што ние сме разговараме и ќе продолжиме да разговараме. Друго е прашањето дали во тие разговори ќе успееме да постигнеме решение, имајќи предвид која е нашата позиција. Нашата позиција е комплетно предамнички губитничка, тоа што го потпише претходната влада. Сега од таму почнуваме и се обидуваме педа по педа да повратиме нешто што може да се поврати.
Така што ќе продолжиме да разговараме. Има ли посредници? Кој е посредник? Кој е фасилитатор на ваквите разговори? Па ние разговараме претежно со државници, односно претседатели на влади и држави, и се разбира со високи представници на Европската Унија. И не е тајна дека и кога беше претседателот Кошта, и кога беше комесарката за проширување и добрососедски политики, дека тоа го разговараме и дека централна тема на нашите билатерални средби е токму тоа. Така што нема тука тајни подели над радарот. Тоа е суштината на оваа влада. Покрај тоа да се грижи да ги решава домашните проблеми, домашните предизвици, да успее да ги реши и меѓународните, односно надворешните предизвици, кои што се многу поголеми, имајќи ја предвид позицијата каде што почнавме, бидејќи 100-0 беше изгубена позицијата која што ни остави претходната влада. Сега се обидуваме педа по педа да повратиме нешто што можеме да повратиме. Има ли некаква промена во интензитетот на разговорите или во интересот на високите европски представници споредено со, да речеме, пред една година? Дали сега се случува поголема, поинтензивна активност за доаѓање до некакво решение? Видете, ќе дадам еден објективно мое гледиште. Гледањето ќе го сведам на два дела. Првиот дел е интересот е поголем за проширувањето најмногу поради Украина. И во целиот тој контекст и Балканот како регион е опфатен. Но се разбира, има многу предизвици во годините кои што се пред нас. Првите такви предизвици ќе се случат сега на есен, да речеме во по мене најголемата економија во Европа, тоа е Германија, таму имаме покраински избори, каде што гледаме еден висок рейтинг на, би рекол, на алтернатива за Германија, односно АФД партијата политичка, која што во едно од покрајните, Саксони Анхалт, може и самата да формира влада. Тоа може да представува, би рекол, тригер, индикатор за големи и внатрешни, би рекол, реструктурирање и репозиционирање во германското општество и Германија како држава. И не сум сигурен дали тогаш апетитот за проширувањето се уште ќе биде присутен. Или фокусот ќе биде кон домашните предизвици. Од друга страна, не сум сигурен дека втората поголемина економија во Европа, тоа е француската, се уште ќе го држи фокусот на проширувањето десен, имајќи предвид дека таму имаме вовед во кампања за следните претседателски избори кои што ќе се случуваат на пролет, каде што гледаме дека Лепен, Барделла и останатите имаат озбилни шанси да влезат како победници, да излезат како победници од оваа трка. И од она кое што јас го слушам и го гледам е да тие се надпреваруваат како дуо, председател и кандидат за премиер на следните избори во Франција. Нивната политика во делот на проширувањето на Европската унија ја знаете, а и од друга страна знаете кој е условот во францускиот парламент 3/5 или референдум за прифаќање на нови земји членки во Европската унија. Така што во периодот кој што следи ќе имаме многу прашалници, ќе имаме многу непознати и ќе треба многу внимателно целиот овој процес да го анализираме. Од друга страна гледаме дека конфликтите не стивнуваат, напротив, се разгоруваат. Во Иран конфликтот се продлабочува, од ден на ден ги следам берзите, повторно имаме галопирање на цената на брентот, на нафтата, која што секако имплицира зголемени цени на енергенсите. Од друга страна, конфликтот во Украина исто така се засилува, добива пошироки размери. Украински дронови летаат кон Москва, Москва со балистички проектили ја напаѓа Украина, така што имаме една прилично сложена состојба во светот и не знам дали апетитот за проширување се уште ќе биде во оптиката на големите европски лидери. Да, ја ги разбирам овие геополитички анализи, но во моментов Европската унија вели ова е можност за најголемо проширување по 2004 година. Црна Гора и Албанија веќе постигнуваат сериозни резултати во отворање и затворање на кластери. Црна Гора е на чекор до полноправно членство, доколку апетитот и геополитиката остане еднакво наклонета за една година од сега, веројатно.
Можеме ли ние се уште да зборуваме за ист воз со нашите соседни земји? Ке ми дозволите да дадам коментар тука. Јас се сеќавам на таа 2018 година, кога на сила се буткаше промената на уставното име и многумина од европските дипломати, тогаш ние бевме политичка партија во опозиција, не убедуваа дека прозорецот е отворен, дека сега е моментумот, дека ние сме фронтранери во регионот и дека ако го прифатиме и издигестираме овој залак, дека веднаш стануваме земја членка на НАТО и бидејќи сме ние тие што сме фронтранери, на брза лента ќе бидеме ставени во рамките на 4-5 години ќе ги завршиме преговорите и ќе станеме земја членка на ЕУ. Тие 4-5 години помина пред 2-3 години. Ние се наоѓаме на истото место каде што бевме пред 21 година, односно со статус кандидат. Така што јас би бил многу внимателен кога мојата позиција не дозволува импровизации и брзоплети одлуки. Треба неколку пати да се размисли пред да се направи било каков чекор, да се изанализира, за да се повлече потек. И тоа практично го правам со моите советници и со моите соработници. Затоа дадов еден поширок контекст и вовед на оваа тема, но тоа не значи дека ние треба да ја намалиме динамиката на реформи, напротив, ние треба да ја засилиме. Ние на овие предизвици треба да одговориме со засилена испорака на реформи кои што се дел од реформската агенда. Тоа го постигнавме со декемврискиот извештај од претходната година, да бидеме најголеми корисници на средства кои што доаѓаат од реформската агенда. Тоа ќе го постигнеме сега со јунскиот извештај, повторно ќе бидеме најдобри. И ако биде како што се најавите, ние ќе бидеме корисници на ној топ-ап, односно додаток, односно да бидам попрецизен за да може да не разберат гледачите, ќе имаме проширување на таа рамка, ако до сега имаме вкупен буџет, кредит, грант и буџетска подршка од 750 милиони евра, тој топ-ап, односно додаток, значи зголемување на таа рамка, бидејќи 3 држави не испорачуваат доволно, не напредуваат во овој процес, а тоа се Србија, Косово и БиХ. Логично е да тие средства кои што таму ќе останат неискористени да бидат додедени на овие земји. Затоа ние треба тука да се наметнеме како држава која што сериозно пледира да испорача реформи и тука треба ние да одговориме жестоко и агресивно со испораката на тие реформи, што впрочем и го правиме, и благодарен сум на луѓето од Брисел кои што работат со нас како влада во испораката на тие реформи, бидејќи најмалку еднаш месечно во последните, би рекол, на 7-8 месеци имаме видеоврска состанок и на тие состаноци ги разрешуваме сите оние дилеми што се вика на билатерално ниво околу тоа што треба да доиспорачаме, да донивелираме, да доусогласиме и наистина мислам дека тоа треба да биде нашиот одговор, да работиме на акцискиот план, да работиме на документите кои што се дел од роудмапот, така што тоа е она кое што јас го гледам како наш одговор на овие како да ги кажам, несигурности, односно се уште некоја магловита состојба која што е пред нас. Ме потсетивте во една прилика по средбите со францускиот председател и германскиот канцелар, рековте дека ќе се воспостави директен контакт помеѓу вашите кабинети. Да, дали е почнат така? Да, имаме воспоставено, да. Најдиректна линија помеѓу мојот кабинет и кабинетите на овие двајца кои што ги споменавте. Кога Трамп ја презеде председателската функција во САД, рековте дека очекувате да бидеме во најтесниот периметар на интерес на неговата администрација. Се случува ли појавување на некаков интерес од администрацијата на Трамп, токму за овие прашања во контекст на евроинтеграцијата кои нас не засегаат? Апсолутно. Ако направиме една анализа во периодот на назад, ќе видиме дека практично земја која што е во главната оптика или како што вие велите во најблискиот периметар на оваа администрација на председателот Трамп, а е од овој регион сме ние. И тоа не треба да не изненадува зошто е тоа така. Да речеме, од регионот државниот секретар Рубио прв министр за надворешни работи кој што го прими на билатерална средба беше нашиот министр за надворешни работи и надворешна трговија Муцунски. Во меѓувреме уште неколку средби со Ландау, вториот човек во Стейт департментот, односно Министерството за надворешни работи.
Во меѓувреме имавме уште неколку такви средби на супер високо ниво. Договорот кој што го имаме, билатералниот кој што го усогласуваме со нивниот трговски дел е завршен. Имаме меморандум потпишано како прва земја во регионот. Одржавме состанок на стратешкиот диалог. DFC влегува во рудникот Луќе за искупување и истражување на антимонот и така натаму и така натаму. Значи се тоа се сигнали кои што директно се испраќаат во регионот и ние ги препознаваме и политичарите кои што ги следат практично сигналите кои што ги испраќа Вашингтон во регионот, јасно им се тие сигнали кој е во суштина главниот и стожерен партнер на Соединетите Американски држави во регионот. Планирате ли вие лично посета на САД? Јас сега од 2024-2025 не сум бил, но оваа година ќе бидам присутен на Генералното собрание на Обединетите нации. И претходно или потоа планирам средба на Вашингтон, така да ајде доставиме да се потврдат најпрво некои работи, па дури потоа ќе ги соопштиме на јавноста. Ке се вратам на домашните, малку полокални, но исклучително значајни теми. Случајот Гостивар би сакала да го отвориме прв. Рековте во вашата последна изјава дека нема да ве изненади доколку истрагата која сега во моментов се води против 3 лица за онаа хаварија во која настрада околу 5000 пациенти побараа лекарска помош, нема да ве изненади доколку таа истрага се прошири и се побараат и други одговорни лица. Тоа е ваше очекување, ваше предчувство или едноставно надеж дека во целост ќе се расчисти овој случај? Па како граѓанин, пред се мислам дека не треба одговорноста да заврши кај овие 3 лица. Мислам дека просторот за истрагата да се прошири е многу поголем од овие 3 лица, но истовремено врз основа на информациите кои што ги поседувам, знам дека во минатото повеќе од 400 вакви извештаи не само за Гостивар, туку и за други општини за квалитетот или неквалитетот на водата имало, а тогаш институциите воопшто не постапувале. И логично е да се истражат зошто не постапувале, зошто тие луѓе кои што ги воделе тие институции не постапувале, и ја се користам оваа прилика да го повикам обвинителството да се обрати до Агенцијата за храна и ветеринарство и да ги побара овие извештаи да видиме зошто не било постапувано до сега. Зборувам кога имате во рака извештаи од 2018-та, 19-та и така натаму, да видиме што се случувало тогаш. Врз основа на сите овие параметри, јас ценам дека не треба оваа истрага да се ограничи само на овие 3 лица. Има ли слобода обвинителството според вас да отвори случаи за други носители на јавни функции во моментов, затоа што вообичаено кај нас е многу полесно да се отвораат и затвораат истраги за поранешни носители на јавни функции. Многу е потешко и многу ретко гледаме тоа да се случува за актуелни функционери, со да сама поднесаа кривични пријави за речиси сите лица од здравствениот сектор кои имале за оваа конкретна криза некаква, дали кривична, дали политичка, морална одговорност. Но тоа е според СДСМ. Според СДСМ, да. Така, тоа е според СДСМ. Инаку треба да тука дадеме исто така одговор на едно друго прашање кое што СДСМ до овој момент не даде одговор, а тоа е како тоа тие лица имаат одговорност, а да речеме градоначалникот на општината Гостивар нема одговорност. Бидејќи правото на оваа дејност е на општинското претпријатие, не е на државата. Државата не ја преработува водата и не ја испраќа во системот и не ја продава на потрошувачите, туку локалното водоводно претпријатие кое што е под директна надлежност на општината. Зошто ова го кажувам? Не го кажувам ова за да префрлам вината, туку за да кажам дека намерата на СДСМ не е во насока на тоа да се бара вина, туку да се политизира целата работа и да се прави естрада. Ова што го зборував јас претходно е врз основа на параметри и врз основа на информации, докази кои што ги поседуваат институциите. Зошто порано не е постапувано? Тоа е суштинското прашање, кога имало и полоши параметри, и не само во општина Гостивар, туку и во некои други општини. Ме прашавте дали обвинителството постапува, а јас ќе ве потсетам дека обвинителството испрати во притвор актуелен член на владата. Се сеќавате кога се случи Кочани, член на владата беше испратен во притвор. Сега тој повеќе не е член на владата, но беше испратен во притвор. Се сеќавате дека неколку актуелни
избрани лица од оваа влада во тоа време беа испратени во притвор, кога се случи случајот во Кочани. Така што со оваа влада ние имаме низа пораки дека никој не е заштитен и дека правдата ќе го стигне секој оној кој што мисли дека треба да се игра со правдата. Така што јас не сум човек кој што е предводник на апсолутен режим, туку напротив, се трудам да бидам демократа максимално колку што можам, а обвинителството претпоставувам најдобро него да го прашате, па тоа да ви даде одговор дали се чувствува од страна на извршната власт ограничено во својот маневарски капацитет или не. Јас апсолутно не чувствувам дека било како ограничувам било кој што треба да спроведе правдата и редно време е да се спроведе правдата во секој случај. Имаме ли потреба од некакво ново системско решение кое ќе оневозможи неодговорно постапување во делот на локалната самоуправа кога станува збор за суштинско прашање како што е квалитетот на водата која што ја пијат граѓаните? Размислувате ли за некаква промена во целиот овој систем на известување, информирање, проверка, кој што нема да дозволи да ни се случи повторно? А ова ве прашувам и во контекст на паниката која настана околу Скопската вода и со која се вида дека граѓаните едноставно се подготвени на секаква информација, односно не веруваат дека системот функционира во нивна полза. Не би ги генерализирал работите дека граѓаните не веруваат дека системот не функционира во нивна полза. Ова можете да го пресликате и во други многу понапредни, многу пософистицирани држави од нашата. Социјалните медиуми се и политичка алатка. Не се само алатка со која што луѓето комуницираат со јавноста, туку се и политичка алатка. Оваа година немаше основа за создавање хистерија поради голем број пожари, да речеме. Пожарите беснеа во Европа, кај нас состојбата беше под контрола и се уште е, би рекол, целосно под контрола кога станува збор за огнената стихија. Значи, тука не можеше да се создава хистерија, како што минатата година се сеќавате во Скопје се создаваше хистерија на социјалните медиуми и тоа беше еден вид предигра на кампањата за локалните избори. Некој тоа мислеше дека ќе му донесе позитивни поени, очигледно дека не успеа. Неколку пати до сега се обидува да создаваат хистерија на отворена сцена преку социјални медиуми. 3 пати до сега требаше да банкротираме. Па сега требаше илјадници мигранти да ја газат територијата на Македонија, па да организираме мигрантски кампови. Па потоа, кога се случи војната во Иран, создаваа хистерија и се обидува да пренесат паника дека нема доволно гориво, дека нема доволно резерви и така натаму и така натаму. Па потоа, кога ги гледаа сцените на ниското ниво на Дунав, кога почнаа голем број држави да ги исклучуваат нуклеарните реактори и хидроцентралите, готово останавме без струја, нема да има струја, рестрикции ќе има и така натаму. Така што постои една мала група која што јас се нареков талог, а од ним познати причини опозицијата се препозна во таа група наречена талог, која што се обидува да создаде на перцепција која што тие мислат дека ќе креира бран на незадоволство против оваа влада. И тука, доаѓам сега до поентата, тие го искористија, односно злоупотребија случајот Гостивар, за да се обидат на целата територија на државата да создадат една таква хистерија одредена група на луѓе. Некам да кажам конкретно кои тупак да обвинам, но еве врз основа на исказите на тие кои што беа од страна на МВР повикани на испитување, можам од прилика да наслутам кој е центарот кој што тоа све го осмислил, но како и да е, преку социјалните медиуми се случи оваа хистерија да има одреден би рекол замав и одреден ефект, но добро е што излегоа и локалните власти во Скопје, добро е што излегоа и надлежните органи кои што потврдија дека водата во Скопје е апсолутно и хемиски, бактериолошки чиста, исправна и за конзумирање, и за пиење, и за готвење и така натаму и така натаму. И тоа нема да престане тука. Ќе продолжи и во месеците и годините кои што следат, бидејќи сега влегуваме во втората половина на мандатот на оваа влада, се приближуваме до изборна кампања
и во отсуство на било какви други креативни решенија или идеи, логично е да тие се служат со ваков тип на креирање на хистерија преку лажни вести, затоа што на тој начин ќе внесат несигурност, чувство на страф, недоверба од страна на граѓаните и тие мислат дека на тој начин ќе и наштетат на оваа влада ќе изгуби дел од својот потенцијал кај граѓаните, а тој потенцијал што таа влада ќе го изгуби ќе отиде на конто на тој талог во опозицијата. Така што јас не мислам дека тука ќе застанат, мислам дека тие ќе продолжат и понатаму. Добро би било истрагата да дојде доколку постои конспирација позади таквото ширење на паника. Тоа е кривично дело и за тоа има предвидена одговорност. Не можете тука да јас себе дури ако е согласно европските пракси, сега се работи кривичниот законник, нели дел од реформската агенда, дури и би предвидел и кривично дело за ширење на ваков тип на хистерија и би го класифицирал како хибриден терористички напад. Премиере, во однос на економијата, слушаме бројки за бавување на инфлацијата, раст на бруто домашниот производ. Колку овие бројки се пресликуваат во подобар животен стандард на граѓаните, го чувствуваат ли во својот паричник граѓаните ова за кое што владата зборува статистички? Да, јас ќе се обидам, благодарам на прашањето, бидејќи е суштинско. Ќе се обидам да дадам 5 параметри кои што се многу важни кога зборувате за економијата и квалитетот на живот. И морате да се споредите со претходната влада, бидејќи некои ми велат, ама не треба да се споредува со нив. Не можеме ние да водиме политика на чувство, ние мораме да правиме компаративна анализа како било претходно, тие што сме ги победиле, па да видиме дали сме подобри или полоши од нив. Ако сме подобри, то треба да го кажеме. Ако сме полоши, треба да си признаеме и да се обидеме да бидеме подобри. Кои 5 параметри се битни? Просечна плата, просечна старосна пензија, јавен долг, пораст на бруто домашен производ и еве, вие споменавте последната стапка на инфлација. Ајде сите овие параметри да ги издискутираме, ако ми дозволите. Просечната плата. Ако анализирате 84 месеци влада СДСМ и ДУИ. Кога велам 84 месеци, зборувам од јуни месец 2017-та, кој што е прв месец на таа влада, заклучно со мај месец 2024-та, кој што е последен месец на таа влада, бидејќи јуни 24-та ни е по пола наша влада на техничка влада на СДСМ и ДУИ. Затоа завршуваме до мај месец 2024 година. И ако го анализирате порастот на просечната плата во тој период и го споредите со порастот на просечната плата од јули месец 24, кој што е наш прв месец, како влада предводена од ВМРО ДПМН, а во составен дел како коалициони партнери ЗНАМ и ВЛЕН, и последниот податок кој што го има објавено од Државниот завод за статистика, тоа е мај 26, тоа се 23 месеци, ќе дојдете до заклучок дека за 70% повеќе расте просечната плата во овој период на оваа влада, споредено со периодот на претходната влада. И тоа се бројки. И овие бројки вие не можете да ги лажирате. Или да речеме старосната пензија. Старосната пензија во овој период на оваа влада, замислете, јас се правев лично оваа анализа, е за 325% побрзо растечка на месечно ниво, споредено со претходната влада на СДСМ и ДУИ. 325% старосната пензија. Плата, пензија. Дали е тоа доволно? Не е. Дали треба да биде подобро? Треба да биде. Но дали е многу повеќе? Да, многу повеќе. Или пак ако ги споредите јавниот долг и бруто домашниот производ. И ако анализирате повторно два периода. Првиот период нека биде 1 јануари 2018. Зошто? Затоа што 17 година е споделена година помеѓу две влади. И крајот на тој период нека биде 31 декември 2023, зошто не 24, бидејќи е повторно споделена година на две влади. И оваа влада, кога е ВМРО ДПМН вреди и ЗНАМ, 1 јануари 2025 година и еве нека биде крајот на 2026 година. До каков заклучок ќе дојдете? Дека јавниот долг е за 2,5 пати помал, а бруто домашниот производ е за 120 милиони евра поголем. Во периодот кога е оваа влада
споредено со претходната влада на СДСМ и ДУИ. И последно, инфлацијата од јули месец 2026 година 2,3%, споредено со јули месец 2022 кога е војната во Украина 16%, 7,5 пати помало. Тогаш сме предпоследни или третиот позади во регионот, ако анализираме 12 држави од Словенија до Турција. Само мислам дека се БиХ, Романија и Турција позади нас. Сега сме втори. Србија е 1,9, ние сме 2,3, па потоа се Словенија и така натаму и така натаму. Ова се бројки. И ова е разликата помеѓу економските параметри на оваа влада за 23 месеци, споредена со економските параметри на претходната влада за 84 месеци. Дали е тоа доволно? Не е. Но ние мора да имаме предвид од каде почнавме. Дали е потребно повеќе? Да, и ќе работиме да биде уште повеќе, но веќе не сме на дното. Веќе никој не се подсмева со нас и со нашите параметри, туку напротив гледа со почит и тоа го истакнуваат сите релевантни меѓународни финансиски институции. Ајде за крај, премиера, се прават ли некакви подготовки за предвремени парламентарни избори? Што е тоа што може да ве предумисли, бидејќи секогаш оставате простор дека може да влијаат некакви фактори на одржување на такви избори? Остана шпекулацијата за следната пролет. Видете, мојот став е познат во јавноста и ставот на оваа влада дека ние добивме мандат од граѓаните за 4 години, мандатот завршува пролета 28 година. Се уште имаме техничка влада, значи крајот на мандатот на оваа влада политичка би требало да биде негде околу крајот на 2027 година. Така што прилика тоа се оние параметри кои што можам јас сега да ги кажам и врз основа на кои добивме доверба од граѓаните. Што може, велите, да не предомисли? Логично е опозицијата да сака да биде влада. Зошто? Затоа што мисли дека е подобра од владата. Ако опозицијата побара предвремени парламентарни избори, тогаш ние секогаш како влада сме подготвени да седнеме на лидерска седба, да договориме термин и да одиме на предвремени парламентарни избори. Нема да бегаме, се разбира. Затоа јас велам, мандатот наш е за 4 години и за толкав период сме добиле поддршка од граѓаните да испорачаме реформи. Но доколку имаме фрлена ракавица од страна на опозицијата, нормално е, нема ние кукавички да бегаме од избори. Напротив, ние сме подготвени во секое време да излеземе и да ги победиме. Христијан Мицковски, во тема на денот ви благодарам за вечерашното гостување. Благодарам и на вас за поканата.